Вечерва во Крушево се одржа концертот со љубов за Тоше, по повод 15 години од одржувањето на неговиот последен концерт на градскиот стадион во Скопје. Целта на овој настан е да не се заборави делото на Тоше, неговата музика и хуманост. Особено тоа што голем дел од средствата од влезниците од неговиот последен концерт беа наменети за реконструкција на повеќе училишта низ Македонија. Хуманата мисија на Тоше гледаме ние преку вакви музички настани да ја промовираме, да не се заборави, да се продолжува неговото дело и многу повеќе да се подсетуваме на неговите мисли, посебно на неговото "Ве сакам сите", на неговото човеколюбие. Тој беше хуманитарец, човеколюбец без преседан. Неговите безвремени музички numeri пред публиката ги испеа Јелена Томашевиќ, Боја Маровиќ, Каролина Гочева, Дани Димитровска, Бени Шакири, Ѓоко Таневски, Мартинијан Кириловски, Јоце Панов, Омар Џаферовски, солистите од МОК Билјана Јосифов и Владко Груевски во придружба на камерниот оркестар на Битола. На еден начин тој живее во сите нас. И треба да го спомнуваме и да ги пееме неговите песни и да правиме концерти за него, бидејќи тој само така ќе живее и ќе биде вечен. Тоа што за прв пат се случува во Крушево не значи дека е последен пат и оваа традиција според мене треба да си се запази и да си се слави бесконечно. Еден ден секој од нас нема да биде присутен на планетава, ќе заминеме на оној свет, меѓутоа нашите дела ако останат да се вртат да се слушаат, сме завршиле работа. Ја верувам во тие работи, знам дека Тоше е присутен сегде нешто. Не гледа, не посматра и горде и на нас и на себе, затоа што зад себе остави песни кои ги слушаат генерации. За прв пат после 10 години повторно се собра заедно и бендот на Тоше. Ние сме пресрекни прво заради тоа што се гледаме повторно сите заедно и дејќи навака на нас ни беше совршено јасно дека Тоше е со нас. Духот беше тука, комбето наше беше тука, така да све тоа во кај нас во нашата глава овој датум бил секојаш позитивен, бидејќи тоа беше голем концерт што го имавме третиот стадион. Така да еве, се надеваме дека дел од тој дух ќе можеме да го пренесеме и вечера тука. Настанот беше во организација на Националната установа Спомен куќа Тодор Проески, а финансиски поддржан од Министерството за култура.